Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. На многу од нас им е познато чувството на зуење во ушите после концерт, свадба или пак било какво изложување на гласна музика. Иако по неколку часа слухот ќе се нормализира. Зуењето не е воопшто безопасно. Долготрајното слушање гласна музика може да доведе до сериозно оштетување на слухот. Тоа е особено проблематично ако музиката е професија. Владо Деловски, познат како DJ Дела, се соочува со ваков проблем. Тој ќе ни раскаже како се справува со тинитусот, постојаното непријатно зуење во ушите. За проблемите со слухот и начините за справување со тинитусот ќе зборуваме со доктор Сања Николова, оториноларинголог. За сето ова, веднаш по рекламниот блок. Одлично е чувството кога музиката од огромните звучици ќе ни го затресе телото или пак ќе почнеме да слушаме музика, ќе пуштиме толку гласна музика во слушалките, што едноставно нема да чуеме ни еден звук на градот околу себе. Но колку е тоа опасно за нашите уши, ќе ни раскаже Владо Деловски, познат како DJ Дела, кој има проблем со зуење во ушите и намален слух на едното уво поради изложеност на гласна музика. Добар ден за DJ Дела од Сити Радио. Здраво, Баш Марија. ми е драго, Дела, што подолго време се гледаме и тоа во студиото на Телма. Здраво за тебе, ти благодарам за поканата во твојата емисија и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Еве и студиото го адаптиравме во еден мал мини клуб, во кој што нема големи звучици за среќа, музиката не е прегласна, туку е таман. Ти твојот проблем првпат го забележа во 2006 година, ако не се лажа. Да, од 2006. По една убава, гласна журка, гласна забава, на која што пушташе музика во близина на еден звучник. Што се случи откако излезе од клубот? Значи, забавата беше стварно одлична и мене ме понесе целата таа забава. Бев сместен до звучникот, како го појачував гласноста на миксетата за да се слушне погласно, така си го појачував и слушалиците ги појачував на левото уво тогаш. И во тој момент ништо не приметив. Меѓутоа, кога отидов дома утредента, кога земав со телефонот да се јавам кај некои пријатели, осетив дека на левото уво некако чудно го слушам пријателот што ми се јавува и што јас му се јавам. На десното уво во ред, меѓутоа левото малце клима. И колку време обстојуваш овој проблем? Овој проблем, јас викам, ајде, ќе преспијам една-две вечери, па можеби тоа ќе се врати. Една недела, можеби малце повеќе и потоа решив да отидам на преглед, да видам што ми е стварно со слухот. Откако не се нормализираше состојбата, бидејќи обично по слушање гласна музика во клуб, ушите зујат, но по известно време слухот се нормализира. Да. Овој пат не беше така? Да, значи кај сите нормални луѓе кои ќе отидат во клуб, во дискотека, имаме сите зуења и ќе преспијат утредента, веќе тоа се средува. Меѓутоа кај мене 24 часа е зуењето, веќе 15-16 години јас сум со тоа зуење. Каков преглед ти беше направен и што беше констатирано? Отидов во државна болница на аудиологија, таму ме прими докторка, која што исто така влегуваш во една просторија кај што ти ставаат слушалици. Глува соба, Глува соба, да. Така? Ти ставаат слушалици, ти пуштаат одредени звуци од најнизок до највисок и ти само треба да стиснеш едно копче Кој ќе го чуеш? Да, која ќе го чуеш. И на тој преглед се покажа дека левото уво стварно имам намалување на слухот од 20 децибели. Тоа е, вака сега за гледачите ќе објаснам, секој нормален човек слуша на 40 децибели, а јас слушам од 60 нагоре. Значи тие од 40 до 60 веќе не го слушам. Воопшто? Воопшто. За жал, нервот ми е оштетен од прегласна музика и кога отидов на преглед, докторката ми даде инекции кои што се солкосерил се викаат тие инекции, 20 да ги примам. За 10 дена секој ден ги примав со надеж дека ќе ми се подобри. Мене ми се подобри само 5 децибели, што немаше некое големо подобрување, така докторката рече тоа е тоа. Тоа е тоа. Штити го десното уво. Штити го десното уво, но тој совет претпоставам не е лесно да се примени кај човек кој што има професија поврзана со музиката. Како може диџеј да го заштити другото уво ако постојано во клуб и понатаму пушта музика? Вака, значи јас работам константно 15 години од проблемот.
секој викенд веќе сум на некоја забава, на некоја журка, меѓутоа гледам да сум позади звучниците. Имаш одредени правила. Како? Имаш одредени правила, секогаш позади звучникот. Секако имам одредени правила, никако да сум до звучник, пред звучник, секогаш да сум позади звучник, за да можам јас да го регулирам тоа. И ако имам монитори до мене, јас ги регулирам. Кога одам на некоја си забава каде што јас сум гостин, или кога одам на концерт, кога одам да гледам некој спортски настан во сала каде што има многу народ, каде што тој народ нели навива, јас обавезно ставам тампони за уши, за да можам да ги заштитам ушите. Поготово десното уво. Ако и на десното уво ми се појави, тогаш веќе ќе морам апаратчиња да носам на двете уши. И тоа е проблем затоа што јас цело време сум со слушалици на уши, нели, во радио каде што работам и навечер во клубови каде што пуштам музика. Значи сега зуењето не е само на левото уво, каде што е намален слухот, туку зуењето го слушаш во двете уши? Да, значи вака, на левото уво имам намален слух, а на двете уши слушам зуење. Работата е константно, постојано. Константно, значи 24 часа од сабајле од 7 до 7. Доброто кај мене е што јас тоа зуење го слушам, меѓутоа не го приметувам. Не ти пречи. Не ми пречи. Имам пријатели каде што сум разговарал, каде што психолошки веќе им пречи тоа зуење и луѓето бараат секаков начин тоа да го решат, меѓутоа тешко дека го решиле. Кај мене тоа зуење е добро што јас не го слушам во нормалниот живот. Меѓутоа еве кога сега зборувам за тоа, јас веќе го осеќам. И бидејќи јас имам тинитус во моментот и јас го слушам. Тоа е зуење, меѓутоа стручно кажано тинитус. И тоа е како последниве 15 години како да е дел од мене и така се навикнав на тоа. Има ли периоди од денот кога сепак го слушаш, кога е така поизразено тоа чувство на зуење во ушите? Како што реков... Да речеме кога ќе си легнеш навечер, го слушаш? Прво, го слушам кога размислувам за него, кога сега ве зборуваме за тоа, и пред легнување, кога све е веќе тивко, кога све е веќе нормално, тогаш го слушам. Како да ви кажам, дали смета или не смета, секако дека смета, меѓутоа веќе сум навикнат. И исто така го осеќам дека зуе кога сум презаморен. Тогаш и потешко заспивам. Сега, дели има разни начини, велат, за да се подобри оваа состојба, особено кога слухот е малку намален, но има еве ги овие тука се специјални професионални како се нарекуваат, тампони или earplugs, штитници за уши. Од кога ги носиш овие штитници за уши, еве може да не ги покажеш. Дали имаш две со различна боја се, така? Едното е за десно уво, другото е за лево уво, да се приметат со црвено и со плава боја. Работата е што овие се направени, јас ги видов во едно музичко списание, британско музичко списание, меѓутоа ми беа некако прескапи, 800 фунти беа. Па јас со консултација на докторката, она ми рече дека има тука фирма која што може да ми ги направи. Они се врз база пропуштаат звук, меѓутоа тој звук го намалуваат скроз. Значи фреквенцијата на звукот се намалува на сите звуци? На сите звуци. Или само на одредени? На сите звуци. И доброто е што кога ќе ги ставам јас овие тампони и кога ќе отидам на некој концерт, кога ќе излезам од тој концерт, они некако многу ми го стабилизираат увото, слухот. И си слушам нормално, не ми е кога работам во дискотека, ќе излезам, веќе осеќам во ушите, нели, од гласната музика тешкотија, а со овие ми е тотално многу добро. А тинитусот се намалува со нив? Па не. Не? Не. Само ги бидејќи понекогаш се препорачува носење токму на или на слушно апаратче или на вакви тампони за да се намали. Велат кај некого тоа функционира, очигледно не функционира кај сите. Вака не ми го намалуваат тинитусот, зуењето на ушите, меѓутоа ги заштитувам многу. Значи ова е најдобрата заштита. Најдобрата заштита. На настапи ги носиш? Гледам да ги носам, меѓутоа бидејќи како што реков го намалуваат звукот на музиката, а мене ми треба енергија, ми треба гласност нешто да те понесе, така. И некогаш ги носам, некогаш не.
Но на концерти, кога одиш Обавезно. на клубски настан, како гостин во публиката, тогаш секогаш Кога сум гостин, секаде. Значи, дали е во кафуле, дали е во дискотека, дали е на концерт, јас обавезно ги носам. А во радио каде што работиш? Па не, во радио јас си ја регулирам јачината на слушалките, така да таму немам потреба да ги носам. Имаш ли некакви проблеми во секојдневниот живот поради намалениот слух во левото уво? Па да. Има проблем кога сум легнат на десното уво со тоа што слушам и ќе треба да гледам телевизија и не го дослушувам звукот. Значи ќе морам да легнам на левото уво за да ми биде слободно десното со кое што слушам. Кога сум во некоја просторија, да речеме во дневна и од трпезарија или од кујна некој ќе ми довикне, јас го слушам, ама со нијанса да видам дали е тоа точно што сум слушнал или не. Па некогаш претпоставам подпрашуваш што рече. Скоро секогаш. Да. Така. Значи, не е тоа нешто така страшно, но сепак се одразува во секојдневниот живот. Па стравуваш ли дека можеби ќе се влоши состојбата, бидејќи со годините слухот се намалува, а сепак и твојата професија понатаму е во музиката, во клубовите, каде што се слуша на вистина гласна музика. Па еве за сите гледачи ќе кажам дека опасна работа е. Не е дека јас сега вака зборувам и се смеам, меѓутоа во овие 15 години јас цело време се грижам каде ќе бидам поставен на настапот, звучници да бидат пред мене, дури некогаш кога осеќам дека десното уво ми зуе, одам дома, ќе се затворам во тишина, значи во соба каде што нема никаков звук, ќе го земам саатот и ако го слушам саатот како прави тк-тк, значи е во ред, затоа што тк-тк со левото не слушам. Аха, значи домашни тестови правиш? Да, така тестови, со тој дел од нервот што е оштетен, никогаш велат дека нема да се подобри? Да, јас се Ти консултирав. чувствуваш ли сепак некакви подобрувања по толку години? Правиш ли некакви тестови Немам никакво анализи? подобрување. Јас се консултирав со мојата докторка од аудиологија. Она кога што ми рече чувај го само десното уво. Сега на интернет јас читам дека има некои тревки, па некои улје, нешто такво Си кој што пробал? не е проверено. Докторката ми рече све што не е докажано од медицинската фела да не употребуваш сепак е уво. Ништо немој да ставаш во увото ако не е проверено, не е докажано од медицинските лица. Што би можел да им советуваш на младите кои што редовно одат на забави? Да. Еве ќе кажам еден пример. Кога бев на тие прегледи во државна болница, пред мене во редот чекаше едно младо девојче и вака ги погледнав нејзините резултати, гледам дека на десното уво и она имаше исто така намалување на слухот и баш ја прашав, викам, ти да не си диџеј, како го имаш овој проблем? И она вика, јас цело време со слушалиците на уши и со преголемиот звук ми се оштети увото. Така да припазувајте, стварно е проблематично јачината на звукот за ушите. Младите се постојано со слушалки на ушите, но за тоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата со докторката која што ги појасни ризиците поврзани со гласната музика, но и музика која што слуша директно од слушалка. Ти понатаму ја употребуваш, претпоставам, слушалката кога се пушта музика на левото или на десното уво? Сега слушам само со десното. Само со десното уво. Дури и телефонот, кога некој ќе ми се јави, секогаш со десно уво. Левото е проблематично. А ти пречи ли галамата, бучавата во градот? Еве да речеме ти живееш во зграда во која што долу има кафичи. Представува ли тоа проблем? Представува. И дали те плаши тоа? Не ме плаши тоа, меѓутоа ми представува проблем секој континуиран звук, да речеме од клима, од некој звук кој што е континуиран. Од фрижидерот, например, ако го слушам цело време како брчи, веќе ме замара тој звук. Све што е континуирано. Носиш тампони дома? Па не дома. Нема да ги слушнам луѓето што се со мене дома, така да не може баш во секоја пригода и постојано. Исто така кога сум во кола, ако возам и диаметрално позади човекот што седи, ако го отвори прозорот, одма го слушам некој звук како прави и тоа ми смета, па викам да се затвори прозорот. Има проблем. Колку често правиш контролни прегледи? Претпоставам дека оваа состојба врзан со редовни аудиолошки. Да, еднаш годишно обавезно. Еднаш годишно обавезно. Меѓутоа гледам да се пазам. Тоа ми е најбитно за сега, да се пазам самиот.
за да Ти не го... олеснува кога ќе слушнеш дека е се во ред, дека нема влошување? Па, да, нормално. Така. Дела, ти благодарам многу што денеска гостуваше во Телма амбуланта, што ја раскажа твојата приказна и едно предупредување до сите оние кои што постојано слушаат гласна музика, дека тоа воопшто не е наивно. Младите обично тоа не го прифаќаат како совет, не Уопште не е смета дека наивно. тоа може да им наштети, но оштетувањето на слухот е трајна работа Трајна и сериозна. и сериозна. Така, ти посакувам многу здравје. Фала. Слухот да се подобри во иднина. Се надевам и дека ќе има некои нови третмани, еве сега нас најавуваат и лазерски третмани, можеби и работите ќе се подобрат драматично на подобро. Да се надевам. И успешна музичка кариера и понатаму. Фала. Фала. Почитувани, ние продолжуваме понатаму со лекарски совети поврзани со тоа како бучават и гласната музика влие врз слухот и што би можело да се направи доколку имате тинитус. На кој начин гласната музика и бучавата го оштетува звукот? Како увото се адаптира на тој звучен напор и како се оштетува, ќе ни појасни денешната гостинка, доктор Сања Николова од Здравствениот дом Железничар. Добре ни дојдовте, докторке, во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Поздрав до сите и до гледачите. Кога слушаме гласна музика во клуб, може тоа да биде на свадба, на било кое место каде што музиката е преинтензивна, обично почнуваат ушите да ни зујат кога ќе се вратиме дома, но до утрото проблемот се стабилизира. Дали е тоа опасно или безопасно? Доколку редовно се случува? Значи, слушниот замор кој што се јавува бидејќи слушниот нерв, односно кортиевиот орган и трепчестите клетки кои што се наоѓаат во внатрешното убо, од јаката бучава се заморени. Им треба некаде 24 до 48 часа за повторно да почнат со нивната нормална работа. Меѓутоа може да се случи и многу јак звук кој што може да настане во милисекунди, да речеме експлозија во близина на убото, да го оштети слухот за секогаш. Односно, трепките, трепчестите клетки да бидат сосема оштетени без можност за нивна регенерација. Така да не мора да значи дека секогаш слухот после таква акутна акустична траума дека ќе се врати во нормала. Некогаш се случува и Тоа да не се воопшто случи. да не се случи. А доколку почнеме да слушаме зуење во ушите долготрајно, по некаков настан, на кој што сме били изложени на звучна траума, дали тоа значи дека и слухот е намален? Не мора да значи, може да има само зуење во ушите без да имаме оштетување на слухот. Зуењето може да се јави од 200 причини, значи од висок притисок, од низок притисок, од спондилоза во вратот, од други оштетувања на убото. Може да се јави од стрес, од возбуда, од вознемиреност, од стресниот начин на живот. Не секогаш можеме да ја дефинираме причината, а со тоа ниту пак да го најдеме соодветниот лек кој што би ја решил таа состојба на зуење во ушите. Доколку се утврди дека гласната музика била причина за намалување на слухот и понатаму, после тоа сме изложени исто така на интензивни звуци, ќе го влошиме ли проблемот? Значи, постојаната изложеност на висок звук, музичари, да речам, во филхармонија што работат, бендови што свират, диџеи, други луѓе работници, значи во градежната индустрија, кои што се постојано изложени на бучава. Значи, тие постојано вршат трауматизирање на трепчестите клетки од кортиевиот орган, кој што ни е одговорен за примањето на звучниот бран и негова трансформација во електричен импулс, кој што понатаму преку слушниот нерв ќе се однесе до центарот за слух во мозокот. Значи, овој ефект на долготрајно, значи последователно, секојдневно изложување на јака бучава, има кумулативно дејство и во еден момент доаѓа до намалувањето на слухот. Значи, долготрајното изложување по неколку часа во текот на денот се кумулира и на крај ќе доведе до оштетување на слухот, кое што ќе биде иреверзибилно. Неповратно. Неповратно.
Да. Доктор, ќе можеме да видиме надвор, на улица, млади луѓе како постојано носат слушалки на ушите. Слушаат музика, на таков начин разговараат на телефон. Постои ли ризик да си го оштетат слухот? Значи, младите, бидејќи убаво слушаат, млади се, нели го живеат животот со полна сила, воопшто не размислуваат за последиците кои што можат да се јават и колку им вие да им кажувате намали јачината на тонот, ќе си ги оштетиш ушите, ќе се насмеат и воопшто сериозно нема да го сватат тоа. Меѓутоа, нас слухот ни е многу важно сетило, како што ни е и видот. Да замислиме дека ние сме социјални суштества и основен начин на нашата комуникација е зборувањето. Значи, за да можеме да се разбереме, треба и добро да се слушнеме. Многу е непријатно кога некој човек кој што има оштетен слух седи во друштво, ги слуша дека другите се смеат, зборуваат, а тој фаќа само одредени зборови, не може целината на разговорот да ја разбере и се не знае како да се вклучи, не може да даде свое мислење, едноставно започнува со една социјална изолација. Бидејќи слухот на вистина ни е многу важен. Едно дете кое што ќе го изгуби слухот или на пример ќе се роди како глубо, не може да го формира говорот. Значи, за да научи да зборува, прво треба да го слуша говорот, за да може да имитира. Со тоа му се скратува целокупната комуникација со светот. Значи, социјалната компонента всушност директно поврзана и со слухот и затоа со слухот и говорот. Ние сакаме сите да бидеме социјално прифатени, така да многу несериозно се сваќа, а навистина е тежок проблем. Дури тие што ќе го имаат изгубено слухот, тогаш сваќаат што се случуваат. Што се случува и колку им бил важен слухот. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Доктор Сања Николова ќе да оториноларинголог во здравствен дом Железничар ќе даде одговори на сите ваши прашања и дилеми. Доктор, ќе продолжуваме понатаму. Јас уште малку ќе се задржам на слушалките. Има различни видови денеска. Има слушалки кои што се мали, сосема го затвораат слушниот канал. Ги има оние класичните кои што ја покриваат ушната школка. Кои се побезбедни? Би било моето прашање. Так. Значи, овие слушалки што влегуваат директно во каналчето, бидејќи звукот всушност представува механичка дразба, односно притисокот што го врши звучниот бран врз тимпаналната мембрана, односно врз тапанчето. Бидејќи тој пат кога се ставени слушалките внатре во каналот е многу краток. Значи, слушалките кои што влегуваат внатре во каналот можат полесно да го оштетат слухот отколку класичните слушалки кои што го покриваат убото. Значи, звучниот бран многу полесно удира кога самите слушалки се внатре во каналот и полесно може да го оштети слухот кога јачината на звукот е многу силна. Значи, кумулативниот ефект со години на крај ќе резултира со оштетување на слухот. Додека пак овие слушалки што го покриваат нели целото уво, тие не штитат и од позадинската бучава, односно од она што се случува во околината. Така да овие што носат само во каналот не се изолирани од позадинската бучава и бидејќи сакаат добро да го слушнат тоа што го слушаат на слушалките, си го појачуваат тонот. Така да тоа е уште еден фактор дека тие погласно слушаат. Или, например, носат една слушалка. Слушаат со едното уво, што се зборува у средината, ама за да можат добро да го слушаат тоа на слушалката или телефонот или се што и да слушаат. Значи, на другото уво им треба многу појак звук, за да не им се меша со околината. Така да и носењето на една слушалка е поголем ризик отколку носењето на две, а тие што се интраканалните слушалки се уште поголем ризик за разлика од овие што се класичните слушалки кои што ги покриваат
комплетно ушите. Кога станува збор за слушалките, дали тука важи она правило дека тајната е во умереноста, односно ако ги користиме не предолго, дека нема да ни направат проблем? Значи, има едно правило 60-60. 60% од максималната јачина да биде звукот, например, Добра. ако волуменот е до 10, да не се слуша погласно од 6. И после слушање на 60 минути да се направи пауза. Да се одмори слушниот апарат. Значи, и да слушате музика, после еден час одморете ги ушите. Значи адаптацијата на увото на гласната музика трае толку 60 Толку 60 минути, потоа му треба одмор. И затоа е правилото 60-60. 60% јачина на звук, 60 минути слушање, одмор. Значи можеме да слушаме гласна музика 60 минути и потоа да излеземе надвор од клубот и така редом и да немаме проблем. Тоа е многу добра стратегија за да се превенира оштетувањето на слухот. Видете сега, на концерти, јачината на звукот е 110 децибели. Да им која е објаснам- безбедносната доза или граница? Например, што значи децибел? Тоа е всушност притисокот што го врши звучниот бран врз тапанчето. Кога ние зборуваме со шепот, тоа е на 20 децибели. Говорот, како сега што си разговараме, од 40 до 60 децибели. Некои велат се погласни, па зборат погласно. Значи, до 60 децибели. Веќе 85 децибели, изложеност на звук од 85 децибели, долготрајно доведува до оштетување на слухот. А вие кажавте концертот е? 110. 110. Значи еден огромен звучен аудиоатак врз увото. И колку што сте поблиску до Огромна звучниците, огромна травма. Како повреда е тоа всушност, така? Вие всушност го повредувате внатрешното уво, а внатрешното уво е најтешкиот орган за испитување во телото. Значи, неговата функција многу тешко се испитува. Трајно е оштетувањето доколку се оштети внатрешното уво? Внатрешното уво, во колку се оштети, е трајно. Сега може да се оштети, значи, тие трепчести клетки кои што служат нели за трансформација на дразбата во електричен импулс, а може да се оштети и слушниот нерв. Тоа е нервот кој што го носи електричниот импулс од увото до центарот за слух во мозокот. А доколку зборуваме на телефон со слушалки, дали е тоа опасно или пак безопасно? Па сепак не може долго да зборуваме на телефон. Има и такви примери. Да, меѓутоа, долги, бесконечни разговори. Да, меѓутоа говорот нели ќе го ставите на таа јачина која што можете да го слушнете. Сигурно нема некој да го појачете до 90 децибели и така. Нели опасно е кога уживате во музика, па посебно во јака музика, силна музика. Значи 90 децибели звукот долготрајно ќе го оштети слухот. Без разлика и дали е работа со музика, например заварувачи, градежна индустрија. Така има и друга бучава која што друга штетно бучава. влие. Значи долготрајно Работници во фабрика, каде што има силни звуци кои што се повторуваат. На машини што машините работат. за шиење, тој е Машините повторувачки за шиење. звук, тоа Тие е се проблем. сите над 85 децибели. И упорно треба значи да се апелира со едукација, да се користат заштитни мерки кај сите што Какви се работат тие во бучава. докторке заштитни мерки? Значи- Веројатно ќе ги интересира оние кои што се вклучени во индустријата, кои што се изложени на професионална бучава, Така. која што го штетува слухот. Значи, предходниот гостин покажа едни нели тампони за ушите кои што ќе ја намалат бучавата. Меѓутоа постојат и антифони, значи слушалки. Сигурно сте приметиле на аеродром кога се спремаат авионите, сите носат слушалки. Има и фотографии возрастни лица, родители на деца што одат на фестивали, со себе ги донели децата на кои што им Бебињата. ставиле, на бебињата им ставиле такви Такви слушалки. слушалки за да им го заштита слухот. Значи особено осетливи, детска возраст, бебиња,
И веќе кога го носат на таков настан, секако да му ги заштитат ушите. А оние тампони за уши што се продаваат во аптеките, кои што се сунгерасти, од некој таков материјал како пластелин, дали тие може да помогнат кога станува збор за посета за заштита на ушите при посета на концерт, на пример? Или треба да бидат, или пак на работно место? Значи, или имате е потребно да тампони, бидат професионални? Тампони кои што се за еднократна употреба, значи за заштита од звук. Има луѓе кои што ноќе им пречи секаква бучава, некој живее до секакви објекти каде што има музика и се, каде што едноставно мора да стават тампони за да можат да заспијат. Значи има тампони во аптека кои што треба да побарате за заштита од бучава. Тоа не се истите кои што се за заштита о плипливање, да не навлезе водата во ова, или се? Не се исти. Не се исти. Меѓутоа има, значи постојат такви тампони, достапни се, а тие што се за во индустрија, тоа се антифони кои што треба да се купуваат на специјализирани продавници за заштитна опрема при работа. Тоа се слушалки кои што навистина штитат. Оние кои што се изложени постојано на некаква бучава, какви испитувања треба да прават за да си го проверат слухот? Значи, можат ли тие во секојдневниот живот со некој обичен тест да забележат дали им е намален слухот или не? Па секако дека ако не тие, околината ќе ги примети дека им е намален слухот. Тој што има најмален слух потпрашува. Молам, како, повтори, за да може да разбере што зборат. Понатаму тие слушаат, ама не разбираат што им се збори. Бидејќи на високите фреквенции се согласките С, З, Дз. И, например, ако сака да каже, ако некој кажува, например, зборот дзид, тој не слуша дзид, слуша ид. И он нејасно слуша, он вика, јас слушам, ама не разбирам што зборуваат. Значи, ги слуша зборовите не како што треба, туку во некој друг облик. Така да околината ќе примети дека чеке ти не ме разбра добро или да повторам уште еднаш. Меѓутоа, исто така, телевизорот кога е пуштен, го појачуваат тонот, па им викаат домашните намали го звукот. Или на повозрасните викат звони телефонот, не го слушат звонењето на телефонот, звони звончето на врата, не го слушаат. Значи, и самиот човек приметува, кога ќе го земе телефонот, че ќе збори погласно, не те слушам добро или не те разбирам. Испитувањата што се прават, тоа е тоналната лиминарна аудиометрија, скратено, значи аудиограм ние правиме, во слушна кабина која што треба да биде добро изолирана. Значи пациентот слуша звуци и сепак ние зависиме од одговорот на пациентот. Значи тоа е субјективно тестирање. Значи зависиме колку тој каков одговор, дали правилно ќе реагира, задоцнето ќе реагира. Значи, за да направите добар аудиограм, ви треба многу искусен доктор или сестра, кој што ќе може да направи добар аудиограм. Бидејќи мора проценка добра да се направи дали правилно реагира пациентот на звучната дразба. Тоа се тонови на различна фреквенција. Значи, и ние го бележиме најнискиот звук што може увото да го перцепира. Значи, најниската јачина во децибели што увото ќе го осети дека станува збор за звук. И тоа го викаме тонална лиминарна аудиометрија, односно праг на чујност. Дали секој што има намален слух и при тоа е присутен проблем со комуникација, советувате да користи слушен апарат? Видете, намалениот... Бидејќи многу луѓе не сакаат да го користат. Да. Од различни причини. Јас лично имам проблем со пациентите. Да ги убедите? Да ги убедам. Кога ќе им кажам, видите, имаме... Бидејќи тоа се доживува веќе како инвалидитет. Тоа точно. Значи, прво да разграничиме дека има
три типа на оштетување на слухот. Значи имаме проводна наглувост, односно кога станува збор за оштетување на дворешно уво, каналче, средно уво, односно тоа е оној пат на транспорт на звучниот бран до внатрешното уво. Во тој случај, кога имаме нарушување на слухот, може би постои опција хируршки, со лекови, медикаментозно, да го вратиме слухот. Имаме мешан тип на наглувост, кога и е оштетен нервот, и имаме проводна компонента, меѓутоа она сензоневрална, перцепторна редукција на слухот, каде што ни е оштетено внатрешното уво, тука опоравок нема. Значи, никакви лекови до сега медицината не нашла што може да направи регенерација на тие нервни клетки кои што се оштетени, или пак во колку е оштетен нервот слушен, значи од процеси во централниот нервен систем. Не мора да значи дека само бучавата е причина. Ние имаме многу причини кои што можат да доведат до оштетување на слухот. Тоа се различни лекови, например. Ацетилсалицилната киселина, како аспиринот. Нешто што се пие редовно. Аминогликозидите, гентамицинот, тоа се лекови што стрептомицинот порано што се третирала туберкулозата, доведувале до оштетување. Па и самата возраст го намалува слухот. Самата возраст, дегенеративни промени на слушните нерви доведуваат до автоимуни болести, значи одредени цитостатици кои што се употребуваат во третманот, значи на онколошките пациенти, ни доведуваат до слабнување на слухот. И сега, кога ќе видиме дека станува збор, значи, за оштетување на внатрешното уво, значи сензоневрална редукција на слухот, и кога ќе му кажеме на пациентот дека третман за ова нема, дека единствено што може да му помогнеме во животот, да го оспособиме, нели, за нормален живот, е носењето на слушан апарат. И имаме пациенти кои, па не сум до толку глув, леле како ќе го носам апаратот, дали се познава, значи има некој биас однапред, кога ќе им објаснам дека еве носат очила, Така. носат, и тоа е значи средство кое што служи за да подобар вид. Никој нема срам од носење на очила, а имаат срам да носат слушан апарат. Навистина, Некако за слухот поретко се зборува и се крие кога е нарушен. се крие, точно, меѓутоа нема потреба да се крие, значи кога имате, ако не сакаат никој да примети дека носат апарат, например. Сега барем технологијата е толку развиена што има апаратчиња кои што се како бубици, се стават во ушниот канал. Дури има апарати кои што имаат и сваровски кристали, па служат и како украс, значи како еден стайлинг момент на увото. Значи секакви апарати има, меѓутоа јас секогаш им велам, не е битно изгледот на апаратот, битна е функцијата на апаратот. Значи апаратот, битен е квалитетот на животот што ќе се добие со животот. Значи гледајте да ги задоволува вашите слушни потреби. Значи вие да можете да излезете во театар, значи да ја слушнете представата. Значи да можете да седите со семејството, да разговарате, да изслушате зашто се смеат или зашто тагуваат, некој сака да ви се пожали. Значи најбитно е функцијата на што ќе има апаратот, а не дали ќе се гледа, дали ќе се познава или како што ќе речат луѓето. И што ќе речат другите. Кога слухот ќе се намали поради звучна траума, колку брзо треба да се јават пациентите кај оториноларинголог? Има ли шанси да се помогне, да речеме, во првите 24 часа? Постои ли начин или тоа оштетување понекогаш не може да се спречи? Значи, вака да ви кажам, кога имаме јака звучна траума, да речеме на концерт сте биле 120 децибели, 130 децибели ви е прагот на болка. Значи, тој јак звук доведува до болка. Неподнослива е таа јачина на звукот. Значи, прво, ни самиот дека е оштетен слухот не може да примети у првите 24 часа.
затоа што него му зујат ушите, како и секој пат, нели, сум бил на свадба или нешто, ке помине, зујат ке помине. Ако после 24, најдоцна до 48 часа, имаме се уште намален слух, значи веднаш да се јават на лекар. Бидејќи започнувањето на третманот во првите 7 дена е круцијално за да можеме нешто да направиме за да го вратиме слухот. Може целосно да се врати по таков случај? Значи може и целосно, меѓутоа ни треба Доколку реагирате во првите 7 дена, травма. И тогаш е под знак прашање дали нели и покрај високи дози на кортикостероиди даваме, се даваат и бета-хистин, се даваше и солкостерил, веќе го нема. Значи како се даваат за циркулација лекови од типот на гинко билоба и така натаму, но не секогаш со гаранција дека ќе го вратиме слухот, но сепак вреди да се проба отколку да остане така. Да се остави така. А замислете, еве предходниот што ви беше соговорник, имаше проблем на едното, ако се оштетат и двете. Така. Во тој случај, нели, например, замислете професија пилот, професија контролор на летање или каде што слухот им е основно средство, еве, диџеј. Значи, бегајте од звучниците секогаш кога може. Така, значи тоа е советот, бегајте од звучниците, еден од основните совети да се носат тампони за уши кога се оди на гласни концерти, кога знаеме дека се гласни, има одреден тип на музика, која што е особено гласна, одредени жанрови, а сигурно ме прашува докторки што може да се направи со зуењето на ушите, кое што често пати се јавува поради намален слух, Значи, и од различни причини. Верувајте дека тоа да се направи? Многу честа патологија. Значи, многу пациенти се обраќаат кај нас, ушните лекари, заради зуење во ушите. И прво што правиме е, нели, да процениме дали зуењето е како резултат на намалениот слух. Во колку е резултат на намален слух, ние даваме слушен апарат. Слушните апарати ќе го деконцентрираат мозокот, бидејќи ќе почне да слуша и звуци од средината што дотогаш увото не можело да ги перцепира. Значи, доктор, ке слушен апарат, а не штитници за уши професионални што намалуваат. Нели има специјални штитници за уши што ги намалуваат сите фреквенции. Да, тие се штитници. Тие не помагаат за тинитус. Значи мора слушно апаратче да носи. Ако Јас мислев дека може и едното и другото. Не. Значи пациентот ако има намален слух, имаме зуење на ушите без намален слух. Така, јасно. Тогаш апаратчето нема никаква логика. Меѓутоа, кај пациентите што имаат оштетен слух и зуење во ушите, многу помага бидејќи имаме дефокус на мозокот. Значи сега слуша и други звуци, не ги слуша внатрешните. Значи зуењето можеме да го кажеме дека тоа е една фантомска болка. Пример да ви дадам. Имаме пациенти кои што имаат ампутирана и сечена нога и ќе дојдат и ќе речат мене ме боли ногата. Како те боли ногата кога нога немаш? Меѓутоа, истото тоа е со зуењето во ушите. Фантомско е. Значи, зујат, а позади ништо не зуе, ништо не пучи. Значи, уште медицината не може да најде одговор зошто некои работи се случуваат. Значи, зошто имаме зуење во ушите, а надвор ништо не зуе. Е сега, друг третман што имаме за зуење, значи, тоа е во колку имаме намален слух, даваме слушен амплификатор. Така. А во колку причината е некоја друга, најдобро е да се најде причината, да се елиминира тоа што довело до тинитус и да го лечиме тинитусот. Меѓутоа баш лек што ќе се напиете за зуење во ушите и 2 дена и ќе исчезне, такво нешто не постои. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Темата зуење во ушите ќе ја обработиме засебно. Верувам дека денешната емисија беше на вистина корисна за гледачите, особено за оние кои што имаат
млади во семејството, бидејќи младите, како што споменавте, ретко прифаќаат совети дека може да им се оштети слухот, па еве може да ја погледнат преку искуството на нашиот прв гостин, диџеј Дела, и вашите совети доформат една поинаква слика за здравјето на нивниот слух, колку е важен и што се може да го оштети. Ви благодарам. И благодарам и на гледачите за вниманието со кое што не следеа. Пријатно.